Почитувани гледачи, добро дојдовте во Урбаните вести. Еве го кусиот преглед од настаните од денеска. Црвениот крст го одбележува Светскиот ден на волонтерството. Среќна и безбедна 2018 година. Кампања за намалување на употреба на пиротехнички средства. Вработувањето на младите жени, предуслов за спречување на семејно насилство. Општина Центар парите на место за Скопје 2014 ќе ги намени за училиште и градинки. Црвениот крст на Република Македонија денеска го одбележа Светскиот ден на волонтерството и по тој повод беа доделени волонтерски награди за посебни достигнувања од страна на Црвениот крст на Република Македонија. Црвениот крст на Република Македонија традиционално, како и секоја година, го одбележа 5 декември, Светскиот ден на волонтерството. Свечениот настан за одбележување на Светскиот ден на волонтерството се одржа денеска во организација на Црвениот крст на Република Македонија во Порта Македонија, на кој председателот на Црвениот крст на Република Македонија Ромел Велев, честитајќи им го денот на волонтерите, истакна дека бенефициите од волонтирањето многу пати се поголеми и пошироки отколку самата вредност од извршената работа на волонтерите. Волонтерите честопати сами имаат корист од активноста преку учење нови вештини, развивање на општествената доверба и стекнување нови пријатели. Насекаде во светот, волонтирањето представува исклучителен важен сегмент за локалните заедници. Придонесот и поддршката која ја обезбедуваат волонтерите не само што го подобрува животот на ранливото население, со кое работи, туку го подобрат истовремено и животот на самите волонтери и животот во заедницата во целина. Бенефитот од волонтирањето е многу пати поголем и поширок од самата вредност на извршената работа. Сосема е јасно дека со волонтерската работа во делот на социјално-хуманитарните активности, здравствената грижа и подготвеноста и дејствувањето при катастрофи помага за намалување на ранливоста кај населението. Председателот на Црвениот крст на Република Македонија Ромел Велев ги врачи благодарниците за волонтерски достигнувања и посебни заслуги во остварувањето на хуманитарните цели и задачите на Црвениот крст на Република Македонија. Исто така подпредседателот на Црвениот крст на Република Македонија Димитар Каракулев врачи символичен подарок за двајца мигранти, брат и сестра кои волонтираат во активностите на Црвениот крст за поддршка на останатите мигранти кои транзитираат низ Република Македонија. Советниците на ВМРО ДПМН во општина Ѓорче Петров ја прекинаа седницата на Совет и во знак на солидарност со притворените за упадот во собранието ја испеа химната. Во пењето им се придружија останатите советници од СДСМ, како и градоначалникот Александар Наумовски. На денешната седница на општина Ѓорче Петров, советничката група од ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија демонстративно ја напуштија седницата. Остануваме доследни на поддршката за притворените уставобранители од настаните од 27 април и нема да присуствуваме на следните седници каде што тие ќе бидат исто така искористувани од полза на власта. Остануваме да ги поддржуваме се додека не падне оваа полициска хунта, истакнуваат советниците од ВМРО ДПМН во општина Ѓорче Петров. Поради дотрените простории во кои сега се наоѓа матичната служба во општина Ѓорче Петров, локалната власт презеде времени мерки со што возможи соодветни услови за венчавање на младите парови во Центарот за култура. Во Центарот за култура во општина Ѓорче Петров извршена е пренамена на дел од сцената со што се доби нов адаптиран простор каде ќе се венчаат младите парови од оваа општина. Овие мерки, како што соопштуваат од општина Ѓорче Петров, се времени, се до преселувањето на општинските служби во новата општинска зграда, каде е предвидена и сала за венчавки. Веќе во четврток во адаптираниот простор во Центарот за култура закажани се 3 венчавки. Со континуирани кампањи ќе се намали купувањето и употребата на пиротехнички средства во пресред на новогодишните празници, информираат од СВР Скопје. За таа цел, денеска пред трговскиот центар Бисер во аеродром, со прикажување на симулацијска вежба на повреди од пиротехнички средства и давање помош, започна кампањата Среќна и безбедна 2018 година во семејно и пријателско дружење.
Општина Аеродром, Црвениот крст на град Скопје и Одделението за превенција при СВР Скопје денеска ја почнаа кампањата Среќна и безбедна 2018 година во семејно и пријателско дружење. Пред трговски центар Бисер во општина Аеродром беше изведена симулацијска вежба на повреди од пиротехнички средства и давање помош. Како што информираше градоначалникот на општина Аеродром Златко Марин, вакви симулацијски вежби ќе бидат изведени во сите основни училишта низ општината. Се тоа го правиме за да имаме среќна и безбедна 2018 година. Вакви симулации или предавања ќе се одржат во сите основни училишта низ општина Аеродром. Се со една цел да покажеме дека петардите не се играчки и овој апел го праќаме до дечињата, меѓутоа и до родителите, затоа што најчесто родителите ги купуваат пиротехничките средства на дечињата. Главниот инспектор во СВР Скопје Ристо Јовановски смета дека со континуирани кампањи ќе се намали купувањето и употребата на пиротехнички средства во пресрет на новогодишните празници. Како што информираше Јовановски, светските статистики говорат дека во пресрет на новогодишните празници има настрадани лица од 180.000 до 200.000 на светско ниво. Светските статистики говорат дека во пресрет на новогодишните празници има настрадани лица околу 180 до 200.000 на светско ниво, така да ако проложиме и ја поддржиме оваа кампања, ваквите појави се надеваме на подрачјето на град Скопје и општините ќе биде минималистичко. Порака до родителите да не им купуваат пиротехнички средства на своите деца, затоа што стварно пиротехничките средства и петардите не се играчки. Во рамки на кампањата, учениците од 3 основни училишта во општина Аеродром, Лазо Ангеловски, Љубен Лапе и Георгија Пулевски изработија графити и цртежи на тема "Петардите не се играчки", кои се изложени пред платото на трговски центар Бисер. А кога ги запрашавме дали тие употребувале досега петарди, одговорија: Јас не користам петарди бидејќи се опасни и може да убијат некој човек или да остават некој човек без прсти или без раце или. Петардите не се користат за пиротехнички средства и тие не се потребни и не се користат. Јас сум со другарките на една клупа и после пукна на петарда близко нас. И после сите се исплашивме и се собравме во купче. И никогаш не сум користела петарда, што многу поопасни. Ние, моето одделение, ние штрajкувавме против петардите за да се укинат, бидејќи може многу последици да се направат, како на вујко ми за некој роѓен ден, некоја петарда, некој му фрлил во око и остана без око вујко ми, и така да ние сакавме моето одделение да покажеме дека треба да се укинат петардите, зашто има многу последици ќе се случуваат како што изглуми девојчето. Со цел намалување на интересот за купување и пукање петарди, воведени се и парични казни од 200 до 500 евра за купување и активирање на петарда или пиротехнички средства на јавни места, на улица, во дворови, влезови во стамбени згради. Доколку се набавуваат и дистрибуираат на пазарот, тоа представува кривично дело за кое е предвидена парична или казна затвор до 3 години, а родителите на малолетниците што не навршиле 14 години ќе мора да платат од 600 до 800 евра, доколку нивните деца пукаат петарди. Истиот износ е предвиден и со Законот за заштита од експлозивни материи. Со кривичниот законник на лица кои нелегално набавуваат и продаваат петарди и други пиротехнички и експлозивни средства, освен парична казна, им се заканува и затворска во време траење од 1 до 10 години, велат од секторот за превенција. За жал, петардите и натаму се најприсутни на зелените пазари, а се повеќе се продаваат и во близина на училиштата, бидејќи токму децата се најредовни купувачи. Инаку во Македонија увозот на пиротехнички материјали е забранет, што значи дека ниту едно физичко лице не смее да внесе распрскувачки материјали. Акција за чистење на дивите депонии и јавните површини се спроведува во општина Центар. Во акцијата се вклучени вработените во јавните комунални предпријатија, општинската администрација, граѓани и доброволци преземени од Агенцијата за вработување преку градот Скопје.
Општина Центар во соработка со град Скопје и јавните предпријатија спроведува акција за чистење на дивите депонии и јавните површини на територија на општината. Со акцијата ќе бидат опфатени старите и сушени дрвја и сувите гранки, како и 2 диви депонии со смети, храна, предмети од домаќинство и облека. Акцијата за чистење на Центар се спроведува на 6 пункта. Со камиони се чистат депониите на улица Самуилова, на Кале и во Крњево, позади Универзитетот Свети Кирил и Методиј. А на оние места каде што се отстрануваат оштетените и стари дрвја, општината ќе засади нови. Во оваа акција вклучени се сите јавни предпријатија и 200 лица ангажирани од градот, како и вработени во општина Центар. Граѓаните и невладините организации активно дискутираа со своите предлози за приоритетните проекти кои треба да влезат во програмите и буџетот на општина Центар за 2018 година. Градоначалникот на општината Саша Богдановиќ истакна дека парите наместо за проектот Скопје 2014 ќе ги намени за училиштата и градинките. Во општина Центар се одржа првата сесија на буџетскиот форум за планирање и донесување на буџетот на општина Центар за 2018 година, кој треба да биде развоен и домаќински, според потребите на современото живење, но и според желбите и интересите на жителите на општина Центар. Градоначалникот на општината Саша Богдановиќ истакна дека во наредниот период преку ново донесените детални урбанистички планови, некои работи ќе се вратат во нормала и како што вети, ќе се гради според потребите на граѓаните. Тој истакна дека ќе се заложат средствата наменети за проектот Скопје 2014 да се искористат за училишта, градинки, зеленило и за социјални потреби. Градоначалникот нагласи дека особена грижа во општината се води за најмладите, па така ќе се догради основното училиште Гоце Делчев, со што ќе се зголеми капацитетот за 140 ученици. Сите училишта и градинки на територија на општина Центар ќе бидат реконструирани, а децата ќе ги добијат најдобрите услови за престој, образование, воспитување и учење. И во наредниот период продолжува фасадирањето на зградите, со што тие ќе добијат енергетски ефикасни фасади и голема заштеда. Ќе се субвенционира поправањето на крововите, за што се прават напори за добивање на грант. Во состав на кампањата 16 дена активизам против родовото базирано насилство, денеска се одржа трибина на тема вработеност на младите жени како предуслов за намалување на родово базирано насилство во организација на регионалната мрежа на жени за креирање на нови политики. Целта на трибината е да се најдат решенија за осамостојување на економско зависните жени. Борбата против семејното насилство станува се пожестока и се поприсутна во јавниот живот и во медиумите. Невладините организации кои се борат за правата на жените, операторите на СОС линиите и институциите се почесто организираат трибини и дебати во кои акцентот е ставен на изнаоѓање решение како би се намалило насилството во семејството. Како една од најчестите причини за семејно насилство се посочува економската зависност на жените од своите насилни партнери. Токму со цел овозможување на економска стабилност кај жените, денеска беше организирана трибина на тема вработеност на младите жени како предуслов за намалување на родово базирано насилство во организација на регионалната мрежа на жени за креирање на нови политики. Тања Томик, коосновач на оваа мрежа, вели дека целта на оваа дебата е да се докаже дали има поврзаност помеѓу невработеноста на жените и семејното насилство, пошто ќе следува испраќање на заклучоците до институциите. Целта на настанот беше да поразговараме за вработеноста како еден од предусловите да се намали родово базираното насилство. Темата се уште не е разработена во нашето општество и предпоставката наша е дека доколку жените се економски понезависни, многу побрзо би се решиле да го напуштат насилникот и да застанат на своји нозе. Заради тоа сакаме да поразговараме за кои се корелациите помеѓу вработеноста на жените и можноста за намалување на родово базирано насилство. Тие заклучоци би ги дистрибуирале до носителите на одлуки, односно представници на институции, но и до здруженијата на граѓани кои што работат во оваа област. Председателката на Сдруженијето на бизнес жени Валентина Десовска вели дека со поттикнување на жените да основаат сопствен бизнис, како и преку обуки за понатамошно оспособување, се јакнат жените, како финансиски, така и психофизички. Ние го работиме во моментов една програма за самовработување на самоохрани мајки, каде што им прескокнуваме на жените, пред се
во нивна лична едукација за личен раст и развој. Жените ги едуцираме како да бидат вработливи, како да знаат да работат со финансии, како да знаат да работат маркетинг и така натаму. Понатаму работиме на нивна психосоцијална поддршка, значи им помагаме да малце се изградат како личност и да се извадат од онаа тешка позиција на особи кои што се третирани како независни, како зависни, а не како независни. И при тоа последната фаза на проектот е поврзување со жените во бизнисот, каде што жените во бизнисот ги менторираат. Сега таа е една многу добра фаза каде што се поврзуваат и се линкуваат со жените во бизнисот и тие им помагаат дали како да најдат свој сопствен бизнис, како да почнат, како да ги остварат првите чекори, па понатаму поврзување со АВРМ, искористување на средствата, а од друга страна пак им помагаме за линкување со веќе постоечките бизниси. Наспроти тврдењата на организаторите на трибината, долгогодишната операторка на СОС линијата и председателка на Сојузот на жени Савка Тодоровска вели дека според незиното долгогодишно искуство, жртви неретко се и финансиски независни жени со титули на професорки и докторки, што пак според неа е показател за недоволната освестеност на жените за насилството што го трпат, а не би требало. Нашето искуство од СОС линиите не доаѓа од причината дека економската состојба на жената или на младата или на возрастната жена е и причина за трпење на насилството. Но може би само излезот од насилството, една од вратите е и економската независност на жената, за да може и да го надмине овој проблем, односно и да го преживее. Од 80 до 85% од развојот на мозокот се случува до 5 годишна возраст. Затоа од исклучителна важност е да се инвестира во раниот детски развој. Ова беше денеска истакнато на конференцијата на тема Темел за успех на училиште и во животот. Важноста на образованието во раното детство. Раниот детски развој е од исклучителна важност за развојот на децата. Тој влијае на подобар развој на мозокот. Развојот на мозокот, односно поврзувањето на невроните, од што зависат сите негови функции, се случува во раното детство. Од 80 до 85% мозокот се развива во раното детство до 5 години. Затоа земјите треба да инвестираат во раниот детски развој, бидејќи тоа повеќе кретно се враќа. Ова се дел од ставовите на конференцијата Квалитетно образование за раст и развој, успех и подобра иднина, на тема Темел за успех на училиште и во животот, важноста на образованието во раното детство. Голем дел од семејствата немаат време да се посветат на децата поради брзиот начин на живот и барањето на екзистенција. Токму затоа поддршката на семејствата во воспитанието и образованието на децата во раниот детски развој е висок приоритет на владата, истакна министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Според неја, развивањето вештини во раното детство ги воспоставува темелите на учење во натамошниот живот и успехот на пазарот на труд на овие деца. Анализите покажуваат дека стапката на повратот на овие средства вложени во ран детски развој е 4 до 8 долари за инвестиран 1 долар. Главни придобивки се подготвеноста на децата да постигнат подобри резултати во образованието, да се подобри нивното физичко, но и психичко здравје, што ќе го намали користењето на услугите од здравствениот систем, а ќе се намали и натамошното вклучување на децата во високоризични активности. Со измени во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, младите ќе може да полагаат за кола од 17 години, а не од 16, и за тоа не мора да бидат одлични ученици и со примерно поведение. Исто така се поместува и горната граница за рокот за возачка дозвола од 65 на 70 години.
Наместо на 16 години, тинејџерите на 17 години ќе се стекнат со право за оспособување за управување автомобил. Горната граница во однос на важење на рокот на возачката дозвола ќе биде за лица над 70 години, а не како досега над 65 години. Ова се предвидува во измените на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, кој се носи по скратена постапка, а кој денеска беа усвоени на Собраниската комисија за одбрана и безбедност. Освен зголемувањето на возраста за стекнување право за оспособување за управување автомобил, се предлага и бришење на критериумот тинејџерите да имаат одличен успех и примерно поведение. Лицата над 70 години кои ќе сакаат да ја продолжат возачката дозвола, ќе подлежат на задолжителни контролни здравствени прегледи, а дозволата ќе им се издава со важност од 3 години. Стручните раководители во автошколите нема да треба да посетуваат возачка дозвола за сите категории А, Б, С и Д, туку само за категориите за кои автошколата има лиценца. Освен посочените измени, се предвидува исто така наместо од 16 години управувањето со трактори да биде од 17 години. Од утре до петок преку денот ќе преовладува сончево време со мала до умерена локална облачност. Утринските температури во поголемиот дел од земјава ќе се спуштат под нулата, а дневните ќе бидат во благ пораст. Во сабота ќе има зголемување на облачноста, а кон крајот на денот ќе има и локални врнежи од дожд, кои ќе продолжат и во текот на ноќта кон недела. На повисоките планини ќе има слаби провејувања од снег. Температурите по градови ги гледаме од МТМ Метео. И за крај уште една информација. Утре во Младинскиот културен центар по трет пат ќе се одржи саем на Сдруженија на граѓани за волонтерство и активно граѓанство на град Скопје. Оваа година НВО саемот ќе се одржи под мотото Активно граѓанство по добро општество. Тука ги завршуваме денешните урбани вести. Повеќе информации имате на нашата веб страна mtm.mk. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер.